Компанијата Мак Млин од Чешиново инвестираше во нов оптички селектор со кој се овозможува компјутерско селектирање на оризовото зрно по боја, форма и големина. Тоа значи дека оризот што го произведува и пакова чешиновската компанија е безпрекорно чист и квалитетен, без црвени и жолти зрна и крш. Паралелно со современата технологија во Мак Млин веќе се пакуваат помали пакувања со ориз, што е значаен исчекор напред, бидејќи досега прометот се одвиваше исклучиво во реки. Со овие новини раководниот кадар во Мак Млин најавува освојување на домашниот пазар, но и на пазарите на соседните држави. Македонија е декларирана како пазарна економија. Значи пазарот ја одреди цената. Не е проблем за македонскиот пазар. Македонскиот пазар може да истрпи и повисока цена, затоа што оризот е заштитен со 40% увозна давачка. Али кога се работи за цена за извоз, значи овде мора да се изанализира состојбата и да се донесат мерки не инцидентни, него треба да се донесат некои мерки кои ќе дадат долгорочни ефекти, да може во секоја година да не се појавува овој проблем со откупот. Да знаеме ние под кои услови ќе можеме да искочиме да не кажеме и пошироко на светскиот пазар и да бидеме конкурентни. За квалитетот не станува збор. Кочански ориз е познат по квалитетот, особено со традиционалните семења како Сан Андрејата. И тоа додатно се оддалечува од прашањето, ни прави додатен проблем. Со овие турските семења кои што гледам на големо беа промовирани, пречекани, во ред е што Турција сака да ни помогне. Во ред е што Тика даде семенски материјали без пари. Али ако пазарот не го прифаќа, значи не знам, овде треба примерните производители да размислат. За Сан Андрејата јас гарантирам дека нема да има проблем за откуп. Затоа што ние со таа врста на семе сме познати. Сан Андрејата го барат во Србија, во Косово, во Албанија и на домашниот пазар. За други ориз не станува, зор него сакат на пазарот. Значи ние не можеме да измислуваме тркало сега како ако крајниот потрошувач не ја прифаќа цената, демек примерните производители најмногу имат ефекти од тие семења. Значи не може така. Ние направивме состаноци во Министерството за земјоделие и се договараме за во година да даваме и за пченицата и за оризот, да даваме семенски материјали со договори, кои договори ќе представат основ за земање на субвенциите за семенски материјал, пошто во моментот како е регулирано мора семето да биде платено за да може да остваре субвенции за семенски материјал. Значи имаме поддршка од Министерството за земјоделие, ние да ги даваме семенските материјали за пченицата и за оризот и да гарантираме откуп на тие семенски материјали. Мислам дека на добар пат сме тамо да најдеме заеднички интерес. Во поглед на откупната политика во компанијата велат дека таа е поврзана со пласманот, односно извозот, што значи доколку пазарите во Србија и другите земји во опкружувањето функционираат, тогаш вкупниот промет ќе се одвива според вообичаена динамика, како и претходните години. Но одредени најави за појава на ориз од трети земји кој се продава како кочански, може да го нарушат планираниот извоз во овој традиционално добар пазар за Македонија.